На заеднички настап со клавиатурист на еден од најпознатите српски фолк пејачи Саша Матич, неговиот колега му го краде бакшишот. Ова се гледа на снимката која се расшири на социјалните мрежи. Иако се случува многу брзо, јасно се гледа постапката на музичарот кој го користи хендикепот на пејачот. Поради ова, видеото предизвика лавина лоши коментари и ја згрози јавноста. Особено внимание предизвика фактот што инцидентот се случува пред самиот пејач кој поради слепилото не може да забележи што се случува. Во видеото кој кружи на TikTok, клавиатуристот постигнува и ги зема парите што претходно му биле оставени како бакшиш на пејачот. Кралицата на попот Мадона официјално потврди дека на 3 јули ќе го објави албумот Confessions on Dance Floor Part 2, точно 21 година по излегувањето на оригиналното ремек дело. Новото издание е директно продолжение на нејзиниот легендарен албум од 2005 година и воедно нејзин прв студиски албум по 7 години пауза, односно по Madame X од 2019 година. Мадона веќе подолго време го најавуваше овој проект, објавувајќи снимки од студиото каде што повторно соработува со продуцентот Стюарт Прайс, човекот кој беше заслужен за специфичниот диско звук на првиот дел. Во официјалното соопштение за американските медиуми Мадона напиша: "Мораме да танцуваме, да славиме и да се молиме со своите тела. Тоа се духовни практики што ги правиме со илјадници години. Подиумот за танцување е ритуален простор, место каде што се поврзуваш со своите рани и со својата кршливост. Ревот е уметност, се работи за поместување на сопствените граници и поврзување со заедницата. Звукот, светлината и вибрациите не вовлекуваат во транс, го раствораат егото и го запираат времето." Оригиналниот албум во 2006 година освои Греми за најдобар електронски денс албум, а фановите со нетрпение очекуваат да видат дали вториот дел ќе го повтори истиот успех и ќе ја врати дискотреската во 2026 година. Црногорскиот кант-автор Владо Ѓоргиев ќе одржи концерт во Скопје на 24 април во салата Јане Сандански во рамките на турнијата Господски. По тој повод во Скопје се одржа пресконференција на која Ѓоргиев отворено зборуваше на многу теми. Често доаѓам во Македонија, но главно тоа биле помали свирки. Мислам дека Скопје заслужи во оваа турнеја Господски да се одржи еден ваков голем концерт. Се надевам дека на 24 ќе пееме и стари и понови хитови и ќе чуете и нешто ново. Турнијата се вика Господски, зашто сакам сите ние да останеме Господа, да го задржиме господското и да не се расипеме како луѓе, најави Ѓоргиев. Од Хавана до Скопје, Ален Перес заедно со Националниот џез оркестар и 8-члената ритм секција Ла Оркеста вечерва во 20 часот во Националната опера и балет ќе не понесе на незаборавно патување низ салса, тимба и џез. Концертот е веќе распродаден. Овој концерт е особено значен за прв пат. Перес ја изведува својата музика во биг бенд формација, во продукција на Националниот џез оркестар. Аранжманите се специјално создадени за оваа пригода од нашиот пианист Гордан Спасовски и Владимир Ботев. Скопје ќе биде дел од Ла Фиеста тур на Перес, музичар кој со децени ја пренесува енергијата на кубанската музика на светските сцени. Перес е мултиинструменталист, пејач, композитор и продуцент кој го стекна своето светско признание како член на легендарниот латин џез состав Иракере под водство на Чучо Валдес и како долгогодишен соработник на фламенко иконата Пако де Лусија.